Понапред, министре, понапред до шамалцата. Непосредно додавање на оваа изјава, ќе пренесам фактичката состава, сега за сега која што е. Во моментов се ангажирани полициски службеници од оддел за специјални полициски операции, оддел за форензички испитувања, хеликоптерска единица, антитероризам, оддел за криминалистичко разузнавање и анализа, криминалистичка полиција и други. Се постапува во координација со Министерство за здравство и Центар за управување со кризи. Увидот го води тим од јавни обвинители, а одделот за форензички испитувања при МВР асистира во постапувањето. Од страна на МВР обезбедени се болниците, каде се сместени повредените и во зависност од повредените ќе бидат извршени разговори со сите контактибилни лица. На сите повредени кои се згрижени во болниците во Скопје им укажана лекарска помош. Од страна на полициски службеници на СВР Скопје извршени се разговори со над 10 лица по последните информации кои што ги добив, кои се хоспитализирани во скопските болници. Извршена разговори со еден од членовите на бендот ДНК. Распишана е централна потерница за 4 лица. Од страна на МВР во координација со јавното обвинителство се постапува во овој момент и во Министерството за економија, од каде се обезбедува документација поврзана со предметната дискотека, како и лица поврзани со истата. До 11:30 според информациите со кои располагам, починати се вкупно 59 лица. Од нив 35 се идентификувани. Од идентификуваните 31 лице е откочено. 4 од Штип. Бројот на повредени по последните информации кои што ги добив до 12 отприлика негде е 155 лица. Истите се наоѓаат низ повеќе болници низ државата. Уште еднаш сакам да изразам искрено сочувство до семејствата на починатите во оваа ужасна трагедија, во која животот го загуби и еден полициски службеник од полициска станица Пробишти, кој во моментот бил службено ангажиран, односно постапувал по претходно изготвен план за контрола на угостителски објекти во делот на недозволена трговија со дрога и присуство на малолетници во предметната дискотека. Искрено сочувство и до неговите најблиски. Бев информиран исто така од страна на началникот на СВР Штип дека предметното лице, полицајецот, требало да биде награден за најдобар полицаец на територија на Пробиштип и на територија на СВР Штип. Нажалост, таквото одликување ќе биде дадено поскоро. Поверете за Тие 4 лица за кои што велика има потерица. Кои се тие лица? Не можам сега да менеджери на дискотеката или не можам во оваа фаза. До сега колку лица се проведени во полициска станица? Не би можел да го кажеме тоа, нажалост. Дали е голема бројката? Не би можел да го кажем и тоа, нажалост. Работиме, значи вака сега. Работиме интензивно со сите сили со кои што располагаме, вклучени со обвинителство. Вклучени ќе бидат повеќе инспекцијски служби кои што во текот на денот извршат контроли. Вклучени се буквално сите оние кои што имаат било каква врска во процес на контрола и конкретни процесни действија кои што можеме да ги превземеме. Се анализира буквално се што може да биде поврзано со овој ужасен настан. Како во делот на градежно-техничка документација, како во делот на потребни предуслови за ставање во функција на таков објект, како во делот на соодветни лиценци кои што би требало да ги поседат да стојат, како во делот на конкретно постапување за време на настанот, како во делот на обезбедување на истојот, постапување согласно правилници, подзаконски акти и така натаму. Во делот на сето на кое што го превземаме во овој момент
не само од аспект на истрага која што ја водиме, туку и она кое што го превземаме како действие да се помогне на повредените лица. Премиерот е во контакт со скоро сите председатели или премиери од соседството и со голем број имаше комуникација со голем број на председатели од Европа, да речеме, или први луѓе, разговараше и со генералниот секретар на НАТО Руте. Сите изразија огромно сочувство и жалење за настанот и понудија секаков тип на поддршка која што би било потребно на Македонија. Правиме се што можеме да направиме. Ве молам да ги примите оние информации кои што ви ги давам во овој момент, така што ги давам затоа што не би сакал да загрозам се она кое што го превземаме како истина. Дискотеката имала лиценца, тоа е сертификат за управување со пиротехнички действа, бидејќи се со заказ за оружје МВР ги издават сертификат. И треба да полагат. Ќе бидат пренесени до јавноста сите информации кои што се поврзани било како со А лиценцата за работа што е до 24 март 2024 во овој и работа без лиценца. во овој Прашањето е момент- зашто не се постапувало до сега. Во овој момент на вистина ве молам, потретот, ве молам за разбирање да не загрозиме било какво действие во рамките на самата страна. Колку се малолетни? Сите информации кои што се поврзани на било каков начин, со било кој детал од оваа истрага ќе бидат споделени со јавноста, ви уверувам. Колку се малолетни? Има и малолетни лица. Кога очекувате да ги објавите колку имињата лица на имало крупно надал, дали е Кувани? истен целиот Рековте 39. информации за тоа? Се извинувам. Дали се извлечени сите кои што билат надал, има некаква информација да се уште има во главната дискотеката, колку се оценките на бројка што биле присутни во дискотеката? Имате ли така? Капацитетот. Во овој момент не ми може да се случи. Колку лица се во критична состојба и што е главната причина за смрт, дали се задушени или изгореле, имате ли нешто срдечно? Во овој момент исто така не би можел да дадам така. Рековте ви понудиле помош, поддршка од соседните земји, вие побаравте нешто? Се постави да сработиме работата која што треба да се. Нажалост, во овој момент не можам да одговорам на вашето прашање. Има повици на социјални мрежи бараат ишезнати лица, не може да ги најдат. Дали сте во контакт со најблиските на оние што биле во дискотеката? Дадени се напатствија до сите болници каде што имаме моментално починати лица по нивна идентификација да бидат известувани семејствата на листите. Штом имам идентификација, се известуваат семејствата на починати. На повредени. Штом ќе имаме нови информации кои што ќе можеме да ги споделиме со јавноста, ќе ви известиме и повторно ќе Чувствувате ли лично одговорност? кажав веќе еднаш, да. Чувствувам морална одговорност и мислам дека секој кој што бил барем 2 дена на функција оваа држава треба да чувствува морална одговорност за се тоа што се случи. Го кажав тоа веќе. Благодарам. Благодарим.